Со посредништво на Министерството, министерот оформи работна група за разговори со откупувачите. Се уште тра преговорите со откупувачите. Бараме некои договори да го стандардизираме производството на околу 20-22 милиони, да се најда и тие и да се пронајде и тие меѓу самите производители да бидат заинтересирани да му склучуваат договори. Така да имавме инициирано неколку точки за измена на законот за тутун во ова работно тело, да донесивме усвари како предлози даени се од нас од Сојузо забрана за увоз на ароматичен суров тутун, враќање на ингеренциите на Сојузо без согласност на Сојузо да не може да потпишува, односно да договара цени и договори, и баравме измена на члена од законот за полагање на добивање на лиценци не само на носителите на стопанството, односно на договор, него и потесното семејство. Да може да полага за лиценца син, ќерка, тој и се уште сме во договори, се уште немаме донесено дефинитивни заклучоци одлуки. Што е со цената? Со цената ги добивме цените, заклучно до 20 беа обрзани да ни испрата до цени. Да вечер ќе имаме извршен да ги разгледаме, да ги отвориме понудите, со тоа ќе одговориме и за во рок од 5 дена. Во овој период, да речем, не смееме да коментираме цени, се додека не поминат овие законски 5 дена. Какви се вашите очекувања? Што барате? Каква цена? Какви се очекувањата сега? Дали приближно сте на исто рамниште, некој диаметрално сте спротивни? Се не можам да кажам дека сме многу спротивни или идеја блиски, заради тоа што спомнав дека се уште не ни се отворени понудите. Вечер со извршниот ќе ги видиме понудите и ќе му одговориме одма позитивно или негативно, и во рок од 5 дена треба да добијаме поново согласност нивна или нови цени, и тоа ќе излеземе јавно, ќе кажеме кои беа нашите понуди, тие што понудија и што треба да прифатат. Централно колку барате вие повеќе? Отприлика. Процентално ние кажавме во наш став дека да не сме да помисла дека наредната реколта дека ќе биде пониска од ова. Значи може да биде повисока, а не пониска. Така да за брзо време ќе слушнете и кои беа понудите наши, кои цени ги понудивме, што добивме. Значи имајте трпение, за 3-4 дена ќе ги имате и тие. Дали се желни да ја покача цената или до се од разговорите сигурно знаете. Сакаат, не сакаат. Ветвиштата што дува? Да, интересот за овој тип на тутун е се уште доста голем и се чувствува дека има недостаток на овој тип на тутун, така да интересот го има компаниите и сака да купува, меѓутоа сака да се воведе некој ред. Ние сме тука, му подадовме рака да му помогнеме, меѓутоа колку ќе не прифата и нас како Сојуз, нашите сугестии не знам, ради тоа што во работната група му понудивме ние и некои решение за измена за правилникот за откуп. Се уште во комората сите компании не членува во Почетовска група, тие се во стоп комора, така да се уште немате одржано состанок, да немаме добиено записни, да видиме како се произнесени за околу предлозите за измена на правилникот за откуп за тутун. Ова група што се формира сега за преговори со откупувачите, значи ги разгледуваме сите можности, значи и за зголемување на производство, и за зголемување на цена, со тоа што имаме поддршката точно од Министерството и од министерот господин Цветан Трифоновски. Остануваат уште 7 дена до крајот на оваа откупна кампања. Колку е досега откупено и што е самија реакција од тутунарите, дека во моментот што имаат се уште тутун, не им се откупува, односно дека сега биле воведени класи. Дали е тоа точно и што ќе биде со тој тутун што ја останат назад, ако има останат и колку ја останат? Значи заклучно до пред 2 дена купени се точно 24 милиони 163 илјади килограми тутун. Од кои, да речем, 99% се купи на прва класа.
Сега се уште има тутун, меѓутоа секојдневно сме во контакти со откупните компании за да го купат тутун. Меѓутоа компаниите го купува само сувиот тутун. Значи влажен тутун, не досушен жив тутун не купува. Тоа во класи што купува и ние имаме сознание дека купува, меѓутоа тоа е во согласност на кооперант. И што ќе биде со овој тутун се или отприлика дали имате представа колку ќе би останал тако што е влажен тутун да го чува за година или како? Па уствари нашите сознанија се дека на теренот негде има уште 30 до 40 тона тутун. Мислам дека до крајот на ова недела, односно до заклучокот на ова реколта, откупна реколта до 28 февруари, дека ќе се купат сите количини кои се нормални. Договорени сте, значи со откупувачите дека сите Да, мора да се ги купа тутуни што се нормални, значи што нормално. Интересот за мене изненадувачки интерес е многу голем од очекувањата мои што беа за склучување на нови договори. Компаниите си зеле за право да веќе да дела семе, да зафаќа парцели, меѓутоа до 28 февруари до завршување на откупот, значи нема право да склучува договори. Сега само има контакти со кооперантите, меѓутоа интересот на кооперантите е доста голем. За склучување на нови договори. Сума сумарум, први резултати за колку дена точно можеме од сега да очекуваме за што сте постигнале во договорите? 5 дена, недела? Во четврток ќе ги имате комплетно сите извештаи за што сме договорени, која е цена, која е количина, промена на законот, значи тоа во четврток ќе ги имате комплетно. Па од новата реколта очекуваме да не падне пониско од ова годинашната цена. Нормално очекуваме дека ќе постигнеме повисока цена, па се надевам дека ќе успееме во тоа нешто. Каков е интересот за тутунов производство? Па има интерес за нови исклучувања на договори, но тоа е процентуално многу мал дел, но зголемување нема да има, но тука ќе се движи околу 22 милиони до 20 милиони килограми новата реколта. Класи кој што се спомнува или ќе оди една класа? Тоа зависност од цените како ќе ги понудат откупувачите, дали ќе одат по класите. Ние бараме да се врати нормалната проценка, но со зголемување на цените, не со овие постоечки цени како што се досега. Значи ако има класи да има изголемени цени. Изголемени цени. Согласно класата. Согласно класата, да. Така. Добро.